Во Веле се Ирена Чачкова, ја вклучувам во овие вести. Ирена, кои пораки ги испратија првите луѓе во економија за оваа криза со зетинот? Треба ли граѓаните да стравуваат? Да, производителите во глобал не очекуваат дека цената на зетинот ќе надмине 150 денари, меѓутоа дека оваа цена е достигната поради тоа што суровината за производство која што е потребна не ја има доволно на домашниот пазар и тие се принудени да ја увезуваат од надвор поради тоа што нивната цена е многу повисока и затоа цената на маслото во малопродажба е зголемена. Тие предупредија дека и поради сите кризи, енергетската и онаа која се случува во Украина, не очекуваат дека во следниот период, не само на маслото, не очекуваат во следниот период има стабилизација на цените и на останатите производи. Во продолжение предлагам да ја чуеме изјавата на првиот човек од Брусел. Една моја лична проценка е дека суровото масло би се задржало некаде околу 2000 евра по тон, што значи во Бугарија е доста поскапо, воколку, ама еве слушнавме Србија, значи нема да дозволи, бидејќи таму цената беше пониска. Мислам дека маслото за јадење би се движило некаде од 2 евра и 20 до 2,5 евра. Мислам дека таа цена ќе се задржи. Надлежните пак во земјава ресорните министерства уверуваат дека магазините на производителите се полни, состојбата е стабилизирана и дека во текот на утрешниот ден маркетите повторно ќе бидат снабдени со масло. Апелираат до граѓаните дека нема потреба да прават залихи, ниту има потреба од паника, бидејќи овој производ ќе го има на рафтовите во маркетите. Да ја чуеме изјавата на министерот за економија Кришник Бектеши. Би сакал уште еднаш да повторам дека и граѓаните и другите купувачи на масло за јадење не треба непотребно да направат залиги, заради тоа што може да се наруши пазарот во одредени моменти, како што беше неколку дена претhodно, а јас сум убеден дека од утре, најкасно за утре, веќе сите супермаркети, рафтовите ќе ги имат полни со масло за јадење. Инаку во Србија надлежните веќе посочија дека суровината за извоз и понатаму ќе остане забрането. Ова е нивна мерка која што е донесена во текот на вчерашниот ден. Ја соопштија српските власти во текот на денешниот ден. Исто така производителите во земјава се надеваат дека во следниот период ќе се зголеми и производството на сончоглед во земјава, се со цел тие да не бидат зависни од увоз и да може да се стабилизира цената на маслото. Министерот за земјоделство верува дека државата напорно работи за да ги зголеми домашните капацитети и производителите во земјава да не бидат зависни од увоз. Инаку од договорените 2 милиони литри зетин кои што ги направи државата со Србија, во текот на вчерашниот ден стигна околу 48.000 литри на зетин, меѓутоа во текот на денешниот ден се очекува исто така исто толку количина да пристигнат во земјава. Меѓутоа и од ресорните министерства потенцира дека освен од Србија зетин и суровина за производство на масло пристигнуваат и од други држави како на пример од Бугарија, Романија, Албанија и од Турција.